Неповратно се уништуваат белите дробови на Битола. Вештачки подигнатата шума стара 40 на години што се простира северозападно од градската населба на спротивната страна од планината Баба, некогаш беше гордост на битолчани. 10 години макотрпно ја подигаа илјадници младинци со волонтерски труд, поливајќи ги садниците со сопствена пот. Денешната слика е тажна. Борови без иглички, ослабено стебло и сушено дрво. Тоа остана од зелениот појас над Битола кој настрада во големите пожари од 2007. Боровиот четник се задомил на многу хектари борова шума. Илјадници гасеници се начичкани едно до друго на боровите садници. Вгнездени на гранките неуморно ги грицкаат игличките. Дење се скриени во обвивка направена од конци како бела свила, но ќе напаѓаат и физиолошки го ослабуваат целото стебло на борот. Така доаѓа до сушење на дрвото. Шумата полека изумира. На секои 5 години се појавува масовно како бели памучни гнезда скоро на секој бор по неколку гнезда. Ова година бевме на лице место по терените и видовме дека повторно се зголемува ситуацијата со боровиот четник и имаме пуштена информација до службата за известување, прогноза и посматрање во Скопје. И таму во Шумарскиот факултет тие превземаат акција за наредната година, најверојатно ќе има прскање против боровиот четник. Откако ќе се изврши прскањето, боровиот четник го нема година-две, третата година повторно се појавува, така да на секои 5 години обично ние прскаме. Ситуацијата со боровиот четник во Битолско е повеќе од алармантна. Појавата на оваа напаст не е нова работа. Боровиот четник периодично се јавува на истите места, но секое ново појавување е со поголем интензитет и зафаќа се поголеми површини. Токму затоа е потребна стратегија за справување со опасниот штетник. После пожарите има физиолошки ослабени стебла, каде што е потфатено од температурата, тие се склони да ги нападне боровиот четник. Ама не е тоа пресудно, ако има пожар па да се појави боровиот четник. Боровиот четник се појавува кај црниот бор најчесто на секои 5 години, како што реков. До сега неколку пати во изминатите години се спроведуваше авионско запрашување против боровиот четник. Тоа придонесуваше штетникот да биде совладан, но само за неколку години. Потоа пак, особено кога има топли зими како ова, тој се враќа.